Хотел Бристол во Скопје. И да прашате некој кој доаѓа од поруралните места, веднаш ќе се асоцира дека тоа е местото каде пред 23 години беше извршен неуспешен атентат врз тогашниот претседател Киро Глигоров. Нападот беше извршен со автомобил бомба на 3 октомври 1995 година во 9:50 часот на улицата Македонија, токму пред Бристол. Сашо Ордановски во тоа време е директор и главен и одговорен уредник во македонската радиотелевизија. Јас тоа претпладне тоа утро, бидејќи се случи во 10 минути до 10 часот утрината на 3 октомври, јас бев во својата канцеларија како директор и главен уредник на македонската телевизија. А македонската телевизија имаше на неколку стотици метри тука во другата улица една екипа репортерска која што снимаше друг прилог. Заради таа близина и заради силината на експлозијата која инаку се слушна и до зградата на телевизијата, тие беа релативно брзо на самиот настан и затоа Македонија денеска има дури и видео снимки кои што се релативно веднаш после самиот атентат. Ние дел од тие снимки не ги емитувавме тогаш, бидејќи не беа со содржина која што можеше да се емитува на пошироката публика, но како документаристички еден запис, навистина една многу, како да кажем, значајна видео материја која што ќе послужи за некакви идни генерации. Ордановски во своето сеќавање за тогашниот настан кој ги разбуди скопјани, вели атентаторите добро знаеле каква е шемата на движење на Глигоров и најверојатно имале добро подготвен план. Господин Глигоров имаше една до две линии на движење кога доаѓаше од својот дом од својата вила на Водно до кабинетот кој што му се наоѓаше во собранието на Република Македонија и најчесто поминуваше по оваа улица. Доаѓаше од Водно, се спушташе по денешна Водњанска, потоа вртеше десно од КНЛБ Титулска банка, на оваа раскрсница лево, за да влезе во гаражите на собранието каде што му беше кабинетот. Тој се возеше во Мерцедес кој не беше блиндиран, во тоа време државата не сум сигурен дали имаше блиндирани Мерцедес. И одбиваше да седне на задното седиште. Седеше секојаш до возачот. Експлозивот е ракуван и е активиран со далечински управувач. Тоа значи дека далечински е активиран. И среќната околност е во тоа што е практично преурането со активирањето на експлозијот за дел од секунда. Истрагата ќе покаже дека 20 килограми експлозив умешно биле скриени во автомобил Citroen AMI 8, активирани од подалеку. Загинува неговиот возач Александар Спировски, еден случаен минувач Христо Христоманов, кој подлегнува на раните по повредата, а освен Глигоров, повредени се уште неговиот телохранител Илчо Теовски, како и Климе Коробар и Јован Атанасовски. Ако не се лажам, тогаш британските служби и другите служби кои што беа вклучени во помош околу истрагата на нашите органи, утврдија дека далечинскиот активатор на експлозивот е пософистициран дури и од она што во тоа време го користеше ИРА, како една од способните и најсофистицираните терористички организации во светот. Тоа покажуваше дека за тоа стои една професионална операција, изведена со високопрофесионални кадри, не само во планирањето, туку и во изведувањето на самиот атентат, а потоа и во за скривањето на трагите, во евакуацијата на самите атентатори од местото на злосторот и така натаму. Ордановски дека информацијата 23 години од атентатот на Киро Глигоров ќе ја објават сите телевизии, ќе ја објават. Нашата цел е, мојата цел во моментов е еден малку поинаков белег за тоа. Зборувавте за каде бевте во моментот кога се случи експлозијата. Зборувавме за тоа кој се би можел да биде, меѓутоа непрецизно. Во тоа време Глигоров имаше некои кои што баш би можеле да бидат причина за неговиот атентат, бидејќи атентат на претседател не се врши така лесно, односно како што рековте самиот се планира, меѓутоа кој е тој што би можел да го планира еден ваков чин? Теориите за нарачателите и изведувачите на атентатот на Глигоров се неколкукратни
и тие се истражуваат во самата истрага, иначе да спомнеме дека истрагата Истрагата се уште жива. така. Меѓутоа, никогаш не се дојде до доволно количество на докази за да може да се воспостави точно тврдење и да се направат и обвиненија во таа смисла. Сепак, мислам дека главните траги водат во соседството. Мислам дека причината за тоа е позицијата политичка на Македонија, одлуките на Глигоров и на тогашниот врв македонски за тоа кој пат ќе го бира во југословенската криза, бидејќи да ве потсетам, тоа се години на жестоки судари на Балкан. И при тоа само Македонија таа која што без војна Така е, избегна тој така период. е, успеа да продолжи поратаму без војна и конечно тоа е истата оваа приказна на една крстосница меѓу исток и запад, ако сакате, која трае и до денеска. Ние гледаме дека пред некој ден за тоа се уште се расправаме и на референдуми и на избор за стратегискиот пат на Македонија и мислам дека кога ќе се дестилираат сите можни заговорнички теории, на крајот најверојатната теорија е дека ова се причините за атентатот. Да не заборавиме дека Глигоров само многу кратко пред атентатот предстојуваше во Белград на состанок со Милошевиќ. Тогашните извори и денеска кажуваат дека тој таму рекол не на неколку понуди кои што му биле воспоставени од Милошевиќ и тој и Милошевиќ и Глигоров повеќе не се меѓу живите, па ќе остане на некакви историски анализи доколку има некакви други документарни материјали еден ден да се отвараат, но мислам дека траекторијата на подготовката и на изведбата на атентатот се врзани за овој вид на настани околу Македонија, иако тогаш излегоа, а тоа се инаку дел од атентаторските планови. Гледайте, никогаш атентатите не завршуваат со чинот на изведбата на атентатот. Секогаш има нешто со се вели пуштање магли. Бидејќи политичката добит од тој тип на драстични акции како што се атентати мора да имаат и политичка рефлексија. Тога се пуштија приказки дека за тоа стојат внатрешни сили, дека можеби и дел од власта е вклучена во тоа, дека други соседни земји, знаете за братиславските врски, знаете за мултигруп теориите и така натаму и така. Сега, нели е малку неодговорно за сето ова? 23 години поминати, ние се уште да зборуваме за теории и тези кој себе можел да застане. Ако зборуваме за една држава модерна која што велиме дека е спремна да го продолжи својот пат во НАТО и во ЕУ, се сменија многу структури на власт, се сменија јавни обвинители, меѓутоа ништо нема ново за Глигоров. Чаловски, ние се уште светот денеска не знае никој го отепа Кенеди, со сигурност. Тие го имаат убиецот, но не го знаат планот за тоа. Така што, кога имате така високи таргети, како што се претседатели на држави кои се жртви на атентати, во нашиот случај за среќа неуспешен, бидејќи Глигоров потоа се врати во политичкиот живот, затоа стојат софистицирани организации кои знаат да се ги кријат трагите. За обидот за атентат врз него, Глигоров напиша и автобиографска книга «Атентат, ден потоа», што ја промовираше во 2002 година. Председателот Глигоров имаше еден неверојатно брз опоравак од така, да кажем, драстичен и трагичен настан како што беше атентатот. Не заборавите, тој имаше лоботомија, бидејќи черепот беше отворен и практично мозокот беше во прашање, па имаше нели тој тип на интервенции. Многу е занимлива една анегдота. Американците 10 на 15 дена после неговиот опоравок испратија во Скопје една голема делегација, не само за да изразат на високо ниво, не само за да изразат сочувство и така натаму, туку во составот на делегацијата беше и нивниот врвен неврохирург, шеф на неврохируршката операција на НАТО во Неапол. И тој беше дојден овдека со задача да процени во која психофизичка состојба се наоѓа Глигоров после атентатот. Глигоров, таков како што беше, не само еден стар лисец, туку и многу искусен политичар, точно процени зашто доаѓа таа делегација. Составникот го помина со филџан со кафе порцелански во раката, во кој што им мафташе додека објаснуваше на сите соговорници за да видат дека неговата моторика со умствената капацитет му е потполно поврзан. И ми кажуваа луѓе дека после излегувањето на делегацијата неврохирургот не дошол ни до колата кога рекол дека овој човек ќе владее уште 20 години.